месото кое планирам да го подготвам во следниот рецепт, само што стигна од пакет МК, видете како го пакуваат, а внатре ви е целосно вакуумирано. Јас морам да ви покажам пред да го ставам да се да стои во фрижидерот да ме почека до следниот рецепт. А прво што ќе подготвиме денес ќе биде една торта. Знам дека веќе станав досадна со сите шали на моја сметка, но морам да ви кажам дека многу сериозно приставувам кон мојот недостаток да готвам благи работи и често вежбам и често правам, експериментирам со се она што ми легнува некако на рака и експериментирам со полесни варијанти. Денес ќе направиме една карамел торта. Карамел сосот ми е еден од омилените, многу го сакам врз сладолед, многу го сакам во било каква блага варијанта, а инспирирана од нашите пријатели Президент, ќе искористам да направам путер тесто, така го нареков, бидејќи внатре оди многу путер, и вкусот е целосно путераст внатре и мислам дека путерот и карамелот прават една совршена комбинација за еден многу лесен и фантастичен десерт кој може секако на крајот да го комбинирате со сладолед и со се она што ви се допаѓа или ово ќе ставете, не знам, што повеќе ви се допаѓа. Имам француски несолен путер, бидејќи правиме благи работи, ќе го отворам и ќе го растопам. Знаете дека путерот, доколку користите јајца, никогаш не треба да оди на температура повисока од 50 степени. Ќе искористам половина путер. Имаме начинивче, ќе оди во микро, отприлика. Мојата комбинација е следна. Го ставам 30 секунди на температура од 80 вати. Оди до, уствари 800 некако му доаѓа тоа, ако е 900 најмногу, малку пониска. Го ставам од прилика 20 до 30 секунди максимум и ќе видите дел ќе се стопи, дел ќе остане коцка. Со остатокот од коцката потоа брзо го размешувам за да ми го разлади оној дел кој е веќе зовриен и на тој начин се осигурувам дека температурата не е повисока од 50 степени, односно нема да ми ги свари јајцата. Ќе го ставам во микро. 80 така вати доаѓа. Ќе му дадам малку да се растопи, а за тоа време ќе го подготвам останатиот дел од тестото. 3 јајца одат внатре на собна температура. Ќе ги изматиме. Ќе им дадеме малку простор да се подигнат. Заради тоа што нема да користиме пecivo и нема да користиме ништо што можеби ќе ни помогне да се подигне тестото. Сакав да има тенко, убаво тесто, цврсто доле, а горе да има убав и крема с карамел сос. Тоа е путерот. Прво ќе ги изматам јајцата, ќе им дадам 2-3 минути. Ако имате миксер, слободно и со миксер изматете ги за да направите убава пена. Ќе пробам со мателка, ако не успеам и јас ќе уклучам миксер. Јас решив да си помогнам со миксер, бидејќи не ми одеше да направам убава пена, значи мора да направите убава пенаста текстура, бидејќи внатре не ставаме пecivo и воздухот во пенастите јајца ќе биде тоа што ќе го направи меко тестото. Значи, ќе си помогнам со миксер. Внатре ќе додадам кафеав шекер, многу амбициозно трнав со маталката очигледно. Малку млеко. И мислам дека путерот е веќе готов. Да, ево тоа што сакав да ви го кажам. Гледате дека од страната веќе си има дел подстопено, тоа е многу топол, заради тоа што нели микрото знаете дека брзо растопува и ќе го искористам топлиот путер од страната кој е веќе течен, за да го и размешам со оној кој не е омекнат и така да ја исконтролирам температурата на путерот. Го ставаме внатре и сега тестото веднаш ќе ни стане сјајно, убаво и миризливо на Президент путерот.
ставив кафеав шеќер заради тоа што сакав да ги врзам вкусовите. Знаете дека кафеавиот шеќер се прави со помош на меласа, која е вид на карамелизирана состојка која му дава еден карамелизиран вкус на кафеавиот шеќер и сакав да имаме убаво потемно тесто кое мирисе на карамел, за да згора да го ставиме карамел сосот. Внатре ќе додадам брашно, ќе го трнам миксерот на страна, полека со лажица и полека ќе мешам за да не го истиснам целокупниот воздух кој го направивме со помош на миксерот или амбициозно како што тргнав со маталка. Меѓутоа кога го тестирав рецептот, навистина ми успеа со маталка. Малку по малку ќе го додаваме брашното. Ќе направиме убав мазно тесто, пандишпан практично, кое ќе биде убава подлога за карамел сосот. Следно што ќе ви подготвам е паста чадик, ја нареков. Морам да ви ја раскажам приказната зашто ќе ви направам паста чадик. Знаете, сигурно имате сите пријатели со кои знаете да се исконсултирате за нешто, а чадик е еден господин кој многу сака да готви, наш пријател. И се слушнавме пред некое време, ме прашуваше за рецепт кој го видел во мојата емисија, ме прашуваше за одредени состојки и при тоа сподели со мене рецепт и ми кажа дека неговите деца уживаат, таа е баш негова измишлјотина. И јас му ветив дека ќе го пробам, го пробав, прекрасен вкус, една нов пристап за класичните болонјезе макарони. И затоа решив да ви го покажам и решив да го наречам по него и се вика паста чадик. Се надевам, малку го изменив, како и се што сакам да направам со свој печат и се надевам дека ќе го види и ќе ми каже дали соодветно сум го изменила и можеби сум му го подобрила или влошила вкусот од она што е негова оригинална рецептура. Имам еден калап. Калапот ќе го намастам секако со президент, иако ќе скористам и хартија за печење, за да можам лесно потоа да го извадам пандишпанот и да здола да ставам да биде мазно и убаво тестото и лесно да се преврти тортата, но ставањето на путар врз хартијата ќе ви овозможи да го ароматизирате дополнително тестото. Оди пандишпанот внатре и ревната ја уклучив на 170 степени, пониска температура. Ќе го печеме пандишпанот од прилика 15 минути, 17, односно ќе го имаме цело време на око за да не ни изгори, треба да е светол. И секогаш кога правам пандишпанинато за торта, проверувам со чепкалкан или дали е готово тестото. Имам се една шпатула. Да го земам целата количина на ова прекрасно путар тесто. Убаво ќе го разлеам по целиот калап. Ќе го печам во овој калап, ќе го изладам 100%, потоа дозгора ќе го ставам карамел сосот и ќе оди малку во фрижидерот кога ќе се стави карамелата дозгора за малку да се стегне да видите на крајот како изгледа. Оди во ревна, а ние се гледаме со пастата чадик. Додека тестото се пече, време да ги направиме чадик макароните. Многу лесно се прават и ова е еден од оние рецепти кои веројатно ќе ви станат доколку го пробате, верувајте, еден од уникатните вкусови за пристап на болонјезе концептот на макарони, паста, шпагети што милувате. А јас кодам чекор понапред и малку ќе ги потпечам. За да го направите овој рецепт, потребно ви се макарони. Ја имам обични денеска прави макарони, вода зовриена, внатре ставаме моето зенчинивче за сол, убав прстофат сол. Секогаш пастата се вари или во солена вода и мојата веќе врие.
Ќе ги додадам да ми се варат додека ги подготвам сосот. Сосот ќе го правиме од мисиркино мелено месо. Знам дека можеби сте навикнати на говечкото месо во болонјезе сосот, но овој сос има полесна текстура. Мисирката внатре, знаете дека е еден од полесните протеини кои може да ги конзумирате и го прави сосот како некое лесно рагу, еден буквално многу интересен вкус. Имаме неколку млади кромичиња, ќе ги насечкам на крупчиња, во меѓувреме ќе загреам тава. Ги имам ова зелена програма која може да си ја најдете во Карес. Ќе загреам масло, овој пат ќе користам маслиново масло. Ставете на дното, на тивко ќе пржиме се, заради тоа што сакаме убаво да се изниста пред да ги споиме макароните со сосот. И имам исто така нов подарок од Карес. Имам пинк нож, односно розев, повторно од програмата Лео. Мислам дека една баш интересна едиција. Знаете дека имам еден куп ножеви. И ќе ги насечкаме на крупчиња. Пред тоа ќе ги зачувам за да можам убаво да издекорирам. Мислам дека состојка до 2 додадов натре. Од она што ми го пиша. Тоа беше многу интересен разговор, многу доцна. Многу интересно е, бидејќи не знам дали знаете дека емисиите се снимаат претходно, заради тоа што треба да ви понудиме цело време дневни рецепти и многу интересно е кога блиските луѓе ќе ми се јават и ќе ме прашаат: "Ева што го правеше денеска?" Јас треба да се сетам, да се вратам на назад кој ден е, што се снимало, што сум ставила. При тоа, знаете, се работи за снимање на многу емисии, па додека се сетам на сите ситни состојки што сум ставила и добивам порака во некое време во 10 навечер. Молим те, кажи ми колку беше тоа и тоа, не го фатив рецептот на телевизија. И почнуваме тука разговор. И нормално, значи секогаш вака со сите кои разговарам, кои ми се нели блиски, сакаат да им споделам рецепт, секогаш оди прво, молим те, кажи ми што стави во твојот рецепт и јас кажувам или ќе се потрудам, ќе најдам и потоа следи, ја имам еден фантастичен рецепт за тебе. И тоа многу ме радува, многу ми доаѓа фино, заради тоа што гледам дека ме следите, гледам дека ми го знаете, сензибилитетот и сите доаѓаат со рецепти кои апсолутно ми се буквално легнати на сензибилитетот, така и овој. И тој разговор, таквите разговори ми се многу чести. Натре ќе ставам 3 чешниња лук, насецкани. Пакет МК денеска ми доставија баш убав, домашен, македонски млад лук. Буквално замириса целата просторија кога го раскрши, феноменален е. Го обожавам пролетниот лук. Мириса многу поинтензивно и многу е понежен, така да внимавајте со топлината кога користите млад пролетен лук. И ги промешам. Не ми е баш многу згодно тука. Сам дека да, ќе ги префрлам макароните на другата плотна, бидејќи сакам да го имам под контрола процесот. Сега веќе полесно се работи. Внатре оди мисиркиното месо, ова се мисиркини гради кои се измелени. Знам дека можете по маркетите или во пакет МК да ги добиете однапред спремно мелено мисиркино месо, а можете да си го земете во форма на стек, па потоа да го измелите самите во некој блендер, а оригиналниот рецепт на чадик е ситно сецкани коцки. Да, неговиот рецепт беше мисиркин стек сецкан на мали коцки. И знам дека кога го исконсултирав по втор пат, му кажав дека јас сум го мелела, се држеше до неговата варијанта на малецки коцкички. Но мене меленото мисиркино ми дава баш онаков вкус на рагу и затоа решив да со мојата варијанта. Ќе го пропржиме малку месото, да ја смени бојата од сите страни, сега е розево, кога ќе видите дека е пропржено, е белуизлаво од сите страни, ќе ја испушти високо течност која има во себе. Сам дека е сега право време да посолиме.
Ќе ставам малку свежа мелен црн бибер. Само да ја проверам тортата, дали веќе ми е готова. Не, има уште малку, има веќе фатена убава кора од на површината, меѓутоа треба да биде убаво испечена. Ќе видите малку ќе ја зголеми својата димензија, тоа се воздухот во јајцата кои ги измативме, кои јас амбициозно тргнав да ги матам со маталка. Од кога месото е веќе комплетно пропржено, не знам дали може да забележите дека комплетно ја смени бојата, стана побелузлаво. Внатре јас ќе додадам томатело сос, томато сос или ставете конзерва од домати. Внатре оди цела павлака за готвење на президент, сам дека се 200 грама. Цела ќе ја ставиме. Убаво ќе промешаме. И тајната состојка е кари. Внатре оди кари, на лажичка. Убаво се промешајте соединете. Сега веќе ја знаеме целата количина на сос која имаме внатре и време да посолиме. На оваа количина по мене треба велика 2 прстофати сол, за да може до 3. Вториот ми беше баш малку фатив, така да убаво посолете, меѓутоа не претарувајте, бидејќи во оваа варијанта јас ќе ставам и тупано сирење и кашкавал пред да ги потпечам макароните. Ќе ги промешаме, им треба 10 до 15 минути, односно ќе видите дека е готово кога сите состојки ќе се соединат, малку ќе изврие течноста, ќе биде погуста, за тоа време ќе се сварат макароните, на крај се ќе соединиме. Се гледаме за кратко. Сосот веќе ни е готов. Макароните се отприлика сварени едно 7-8 минути. Намерно ги оставам целосно недоварени, заради тоа што сакам да ги печам малку во рена, доколку ставите комплетно сварени макарони, тие ќе се разлигават, ќе бидат баш цврсти, баш ќе бидат онака меки а не сакате преварена паста во ниедно јадење. Оди во. Никогаш не може да биде ова по-педантно направено, но тенџерето е многу практично за варење на паста. Ќе ги размешам малку, за да се соединат со сосот. Може да додадете, ако веќе сосот премногу сте го извариле, може да додадете од водата каде што се вареа макароните. Мислам дека и јас можам малку да додадам, за да имаме баш смеса во која ќе се вари. Се. И убаво притиснете ги макароните, измешајте ги со целото месо со сосот. Имаме една чинија за печење. Ќе ја намастам убаво со масло, за да не ми се залепат одоздола. Ќе ги префрлам макароните внатре. И јас од озгора сакам да ставам една мала измена од рецептот. Ке ставам ренден овчи кашкавал овој пат од програмата на президент. Знаете дека президент имаат една куп кашкавали кои имаат едно совршен вкус. Јас ке ставам, мислам дека половина изренден. Убаво, дарижливо, за да го запече горниот слој, малку да го згусне дополнително сосот. Иако ставивме президент павлака за готвење, таа во процесот на варење внатре, кога ќе испари водата комплетно од макароните, односно тие ќе се сварат, баш ќе го згусне сосот. Павлаката за готвење ја има таа мок. Имам крем сирење на президент. Крем сирењето сакам да го ставам како крупчиња, односно како мали лажички. Така, буквално да бидат украс
и кремастиот дел. Може би 2 лажички е попаметно, Маја. Ете да, Маја попаметно е. Ова е, мислам дека крем сирење од програмата на Президент, која е класично, односно млечна верзија. И на крај ставам, јас сакам да ставам малку мелено чили. Ќе ставам фолија за печење, како кога би правеле лазања. Затоа што сакам убаво да се сварат макароните. Знаете дека малку помалку варени ги ставивме, тестото е веќе готово. Останува да го подготвиме уште карамел сосот. Оди во редно, отприлика 25 до 30 минути, убаво да се запече на температура од 200 степени. И последното нешто што ни остана да го направиме е карамел сосот. Пандишпанот го изладив, меѓутоа не комплетно, уште малку е топол. Ке видите одгоре е цврста е површината, но веќе пробам да го извадам да ви покажам, внатре кога ќе притиснете е полумеко. Полутопол пандишпан во овој случај ќе користиме и внатре ќе го попариме со врелиот карамел. Карамел сосот се прави на многу различни начини, значи различни готвачи имаат различни рецепти, а мојот е со помош на Павлака за готвење со шеќер кој прво го топам шеќерот, загреав тенџере, секогаш јас го правам барем на ниска температура, заради тоа што сакам да ја контролирам бојата. Иако треба да добиете на амбер боја, боја на килибар, кога ќе почнете да го топите шеќерот. Тука имам една шолја шеќер и ќе почнам полека да го растопувам. Ќе видите дека шеќерот кога ќе се направи течна структура од страните, ќе ви останат некои грудки, никогаш немој да се обидувате да го измешате, така ќе добиете грудкаст карамел сос, секогаш дозволете самостојно од топлината на ринглата, плотната и топлината на околната содржина да се топи шеќерот малку по малку, притоа благо и споро мешајте. Немојте наеднаш да мешате онака баш агресивно, заради тоа што така ќе имате грудчаста карамел соса од страните, многу може лесно брзо да ви изгори, значи шеќерот треба полека да се топи. Јас ќе го превртувам на загреаното тенџере за да почне да се растопува. Не знам дали може да забележите, веќе почна да се топи шеќерот, гледате да ја менува бојата од страните, меѓутоа останува некаде згручен шеќер, нема да се трудам агресивно да го ставам во растопениот дел, туку ќе му дадам полека време, само малку подместувајќи го на појаката топлина, веќе има таа убава карамеласта боја. Од кога комплетно шеќерот ќе се растопи, веќе мојот е во течна форма, внатре оди Президент пудер. Секако. Тука имам, ќе си земам од новите дуо ножиња на карес. Ќе ставам 2 куцки, ќе ги расечам на парченца за да ги врземе вкусовите и секако во карамел сосот мора да ставите убав и квалитетен путер. Тој ќе го направи сосот многу поубав, повкусен. Несолен путер секогаш во карамел сосот. Дајте му време да се стопи. Цело време имајте го на око. Секогаш кога правите карамел сос, мора да внимавате за топлината. Карамелот е еден од најчестите, дури и професионалните искусни готвачи знаат да се изгорат со карамел сосот, заради тоа што се работи за многу висока температура, шеќерот ја абсорбира. Затоа секогаш внимавајте, внатре ставам ванила.
И секогаш кога ќе ставите студена состојка, ќе забележите дека почнува да врие и тогаш многу внимавајте, но мешајте постојано додека не се соедини се. Натре ќе помогнам со малку вода, заради тоа што сакам да го разредам да биде баш прозирен, малку по малку, и ќе забележите како ја ставате водата, шекерот станува во цврста форма. Тоа е заради тоа што знаете, сите сме правеле нели меко со прегорен шекер, но со водата секогаш ја контролирам бојата, таа амбер килибар боја на карамел сосот. Сам дека ми е доволна. Од кога повторно ќе се смири целото вриење, ќе забележите дека се смирува, тоа значи дека водата се споила со путерот, со шекерот и со сето на што го ставивме во карамел сосот, ванилата, мириса божествено. И на крај оди президент Павлака за готвење. Ева како е. Целата боја, дајте му некоја минута на оган на павлаката за готвење, за таа да се згусне, бидејќи од кога ќе ја ставиме врз пандишпанот, ќе почекаме малку да се излади, за да биде пристојно да се стави во фрижидер и мора да ја оставите, за жал мора да ја оставите во фрижидер од прилика час до час и половина, за убаво да се стегне карамел сосот од озгора и да имате убава тенка форма на пита или можеби тартли, како милувате. Тоа е еден совршен и неповторлив вкус. Карамелот е веќе готов. Ќе видите дека е готов кога ќе почне да пени од страните. Може да си задржите на страна од истиот карамел сос да го користите потоа на сладолед или на некоја друга комбинација за десерти. И јас ќе го тргнам од оган. Многу е топло, внимавајте, претопло е. И ќе ја прелеам тортата, тоа е пандишпанот. Ќе дозволам да направи убав слој од озгора и оди во фрижидер, а ние се гледаме за кратко со двата рецепти и како се ова изгледа на крајот. Моите алачадик макарони се готови. Изменети, додадени и проширени некои состојки, но изгледаат совршено и имаат исто толку добар вкус. Тортата ја смрзнав, ја ставив малку во фрижидер, ја исеков на парчиња и ја послужив со еден сладолед, онаков на ставче, го раздробив за да биде внатре чоколадата, за да можам да ја послужам мојата екипа која секојдневно ме поддржува да ви понудам различни емисии и содржини во вашите домови секој ден во 19:30 на телевизија 24. Вие пишете ни, кажете ни што мислите, дали ви се допадна овие рецепти, ќе го прашам и Чадик дали го одобрува изменувањето на рецептот кој денеска го направив за вас и се гледаме веќе утре. Пратете не на нашите профили на Facebook и Instagram, објавуваме многу интересни содржини, а сите емисии можете да ги најдете на нашиот YouTube канал, кој секојдневно се полни со сите емисии кои се имитуваат на телевизија 24. Се гледаме наскоро.